Постапките нема да бидат ефикасни на краток рок и изопачен систем кој нема да му служи на правото на подолг рок. Вако универзитетскиот професор по кривично право Гордан Калајџиев ја гледа моменталната состојба во обвинителството за организиран со кое сега раководи Трајче Пеливанов. По суспензијата на Русковска пред истрагите и предметите ги наследува заменикот Пеливанов, но Советот на јавни обвинители го назначи да прима пошта. Ке се работи ли нешто во организиран? Очигледно се остварува практично најцрното сценарио на овој инцидент голем што се случи во натрешно обвинителскиот суд и судерот на обвинителството со финансиската полиција. Прво, истрагите што беа реални према лицата од финансиската полиција практично се сопрени. Имаме една комична ситуација, една пародија, заради некакви наводни пропусти во претресот, да се отвара кривична постапка и да се суспендираат обвинителките. За Калајџиев неочекувана е ваквата реакција на главниот обвинител Љубомир Јовески, кој наместо да застане во одбрана на своите колеги, тој тргна контра нив. Целата реакција на системот е невообичаена, бидејќи потенцира професорот и претходно сме имале такви пропусти. Да не трагично би било смешно. Значи, комплетно едно уништување на системот. Системот и така знаеме дека доцнат од криминалот. Обвинителите доцнат од криминалот и тоа многу. Ваквите нови проблеми во функционирањето на системот се навистина непотребни. Еден ден некој ќе треба да одговара за ова што се случува. Многу беше сомнително и како почна целата приказна практично со една лажна приказна за тоа дека има големи злоупотреби кај обвинителите. Се разбира, нив може да им се нададе ситни пропусти, меѓутоа, ја да верувате, сум експерт за кривична постапка и ми беше сосема јасно дека тука нешто не е во ред. Шефицата на организирана Русковска зад себе остави истрагата за екс-директорот на финансова Арафат Муареми, како и истрагата за техничките центри при МВР, но Пеливанов само ке треба да ги распредели по азбучен ред кај другите обвинители. Извесно е дека предметот за Муареми ќе падне во рацете на Лиле Стефанова, бидејќи таа е единствениот обвинител кој истражува полициски криминал.